Сонак се Максим Николаевски. Презимето е познато за прилепчани, бијќи тука играше долги години Игор Николаевски. Значи се работи за синот на Игор Максим Николаевски од фудбалскиот клуб Кичево. Добро ни дојдовте овде во Прилеп на овој турнир. Добро ве најдовме. Големо благодарам за поканата. Презадоволни сме од турнирот. Одлична конкуренција, одлични утакмици, фер надпревари со многу екипи квалитетни од Македонија, запознавање на многу нови другарства и искуство за нашите дечиња, кои што верувам дека многу ќе им значи во иднина. Го спомнав Игор Николаевски. Дали знаеш што представуваше Николаевски за Прилеп овдека кога беше во победа? Со оглед на тоа што јас тогаш не сум бил роден и не сум го гледал како настапува тука, но секогаш кога ќе дојдам во Прилеп бил пречекан одлично и со односот со луѓето кои што е феноменален, можам да претпоставам дека е секогаш добре дојден и знам дека се смета за легенда на клубот, како што и неколку пати и вие, така и како го најавивте, и мене ми е голема чест што имам можност да учам од таков тренер. И дали имаш гледано некои снимки, фотографии од тоа време? Да, имам гледано, порано се снимале на касети, па ги имам гледано и се чувствувам многу горд што имам можност, како што кажав, да учам од таков тренер и од таква личност како што е тој. Значи имаше надпревари со Перуджа, Парма, италијанските гиганти. Да, против играчи како Буфон, Канаваро, Мику и за подсетување и дресот кој што е дома од Мику и стално кој ќе го видам ми дава голема мотивација и јас да присуствувам на такви надпревари во иднина, дали како играч, дали како тренер. За мене е изненадување кога видов дека толку млад човек е тренер. Нели требаше да видиш и играч сега на ова возраст? Од многу мал фудбалот го пратам не само како игра, туку го пратам и како наука, како спорт. Од 4-5 години редовно со мојот татко и сум присуствувал на тренинзи уште како мал, уште кога ги водеше и сениорски екипи и имав голема желба да го наследам како тренер и од секогаш амбициите ми биле пренасочени кон тоа. А да бидеш играч, дали имаше желба? Па имав желба, но веројатно не доволно голема, затоа што ако била голема сега ќе сум бил играч, а не тренер. Но еве веќе 2-3 години работам, од година во година и јас исто како овие дечиња и за мене е ова некој искуство ново и од турнир во турнир јас добивам се повеќе и повеќе искуство, се запознавам со многу тренери низ Македонија и тоа мене многу ми значи. Како оди работата во клубот? Имате ли добри услови, терени и со какви генерации работите? Работиме со генерации од 2008 до 2015 година, сега веќе почна и дечиња помали од 2016-2017 година. Видите, условите можеш да имаш и најдобри услови, но квалитетот и знаењето што ќе го пренасочиш на децата е друго, преку збор, преку примери, преку учење и добри се условите. Имаме теренчиња, имаме повеќе екипи од Кичево кои што се пријателски настроени да играме и пријателски надпревари. Лигата е добра, регионот има услови во споредба со времето на татко ми кога што немало млади категории, а сега ги има многу. Верувам дека овие деца се треба да се среќни за тоа. Имаат преку 200-300 утакмици изиграно, а веќе имаат само 13-14 години, така да кога ќе дојдат до професионален фудбал до 18 години, тие веќе ќе имаат многу утакмици, многу надпревари и големо искуство стекнато, верувам. И дека ќе им значи многу и овој турнир и секој турнир кој што го играме.
Кичево порано имаше напредок како клуб. Сега што е со тој клуб напредок? Порано беше и во првата лига. Па, за жал во моментов стагнира. Ние сме секогаш отворени за соработка за овие дечиња. Ако дојде време, кога ќе дојде време, нормално дека ќе дојде време за сениорско ниво, сениорско надпреварување, тие деца мора некаде да се огледуваат на некои повозрасни фудбалери, да им бидат пример, и верувам дека може тие да го вратат фудбалот во Кичево за неколку години и дека тие се иднината на фудбалот во Кичево. Треба нормално да се истрпи, треба да помине време, но за добар резултат потребно е и многу време, така да ништо не се прави преку ноќ. Се што се направило преку ноќ така и брзо завршило. Се што поминува многу време, поминува многу работа и верувам дека ќе трае тоа. Верувам дека кога овие деца ќе дојдат на возраст од 18, 19, 20 години, па и овие дечиња после нив што ќе доаѓаат ќе имаат на кого да се огледаат и тоа дека ќе биде нешто што ќе тече и што ќе оди за долги години. Дали учествувате и на други турнири освен сега во Прилеп? Сме учествувале на многу меѓународни турнири во Србија, во Златибор, во Ниш, сме биле во Охрид, во Скопје. Овде веќе втора година како сме и многу сме, морам да признам, сме многу задоволни и верувам од година во година и например во споредба со лани многу подобра организацијата и верувам дека како ќе течат годините и овој турнир ќе добие и уште повеќе меѓународни екипи, ќе има и екипи од Србија, од Црна Гора, Бугарија и уште поинтересно ќе биде, уште ќе повеќе можности да им се отвори вратата на овие деца за иднина. И на споредба со другите турнири каде што учествувате и овој во Прилеп? Супер, нивото е на највисоко ниво, на највисоко ниво. Нема што да се каже, на највисоко ниво. Одлична организација, одлично. И што ве очекува до крајов и односно кои се впечатоците, дали она што го посакувавте, го остваривте како цел? Видете, кога учествувате на многу турнири, ова веќе ни е второ, трето место во еден месец. Прошлиот пат бевме позадоволни. Сега нормално треба да се научиме, се радуваме со секоја медаља, но апетитите растат. Како што знаете, можевме да играме во финале, можевме да се бориме за прво место. Нормално е да сме во подсвеста малку разочарани што не играме сега ова финале, што сме само публика, но сме многу задоволни и треба да се радуваме на медаља. Е тешко да се освои покрај ваква конкуренција, сме задоволни. Секако дека сме задоволни од играта на децата и од нормално квалитетните противници. Секако. Но многумина велат дека се учи и од успесите, но уште повеќе и од поразите. Баш многуте, ајде сега ќе звучи неуспешни турнири во смисла порази во четвртфинале, да, за резултатите. Многу порази довеле до тоа да многу неуспеси довеле до тоа да дојде до овој успех кој што сега децата се радуваат за тоа нормално. Значи секој пораз е лекција. Секој пораз е лекција, ако го сватиме така, да. И што планирате понатаму со клубот? Нормално да продолжиме. Дали само со овие генерации или планирате и со повозраст? Да, тоа ќе кажев сега. Нормално продолжуваме со работа со младите генерации и еве веќе 2008 генерација имаат 15 години, за здравје Боже за 2-3 години може да се оформи и професионална екипа и нормално тоа е некој следен чекор за воиднина што го посакуваме и што стремиме кон тоа. Благодарам за разговорот и да се видиме пак, се надевам и в година овде во Прилеп. Ви благодарам и се гледаме.